Снимен е едночасовен играно документарен филм за балканската музичка легенда Тоше Проевски под наслов Једини, а првата премиера во Македонија е закажена во Штип на 6 јуни. Документарецот вклучува гостување на повише негови пријатели во текот на целиот негов живот. За наша среќа и наше задоволство, премиерата на филмот е закажана токму во Штип на 6 јуни во склоп на трибют концертот кој ќе се одржи за Тоше. Одлуката да се сними филм за Тоше е исклучително храбра и одговорна, бидејќи за 60 минути треба да се прикаже огромниот опус, животот, карактерот и емоциите кои Тоше ги подели на милиони фанови. Апсолутно се сложувам дека тешко да се строчи целиот негов живот во 60 минути, меѓутоа самата режисерка ни кажа дека е голем фан на Тоше, дека е негов голем обожавател и сметам дека сето тоа што е склопено во тие 60 минути е само дел од неговиот живот, секако е прикажана и целата негова кариера во светол аспект, прикажана и на жалост неговото трагично загинување и мислам дека целиот тој проект склопен во филм е нешто што секој негов фан би сакал и би бил задоволен кога би го погледнал. Дали продуцентот успеа во намерата? Мислам дека да. И затоа што се снимени неколку документарни филмови, некој дел од нив се и овде под македонска продукција, но мислам дека Једини е баш она документарен филм кој што го прикажува Тоше во неговото вистинско свет. Филмот за Тоше е снимен на повеќе локации, бидејќи тој беше секаде и за сите. Така да, Тоше беше балканска, па можем да кажеме и европска музичка звезда. Филмот е снимен во Белград, Скопје и Крушево. Гости кои што доаѓаат на филмот се негови пријатели од Србија, од Хрватска, од Македонија, од целиот Балкан. Сценариото и режијата се дело на Катарина Миловановиќ, која е позната автор на слични проекти. Така, режисерката на филмот е Катарина Миловановиќ, позната и реномирана српска режисерка која воедно и работи во Прва ТВ во Белград, во Република Србија, а филмот е во продукција на продукцијската куќа Експлозив од Белград. Во оваа прилика сакам да напоменам дека на самата премиера на филмот поканети се и имаме најава дека гостуваат самата режисерка со незиниот тим токму на 6 јуни на премиерата во Штип. Впечатоците од оние кои филмот го виделе интегрално како и нашиот соговорник се следните. Лично јас сум позитивно изненаден како е доловено целиот негов живот во толку краток период. Сите тие учесници, артисти кои се земени во филмот го кажуваат тоа со бескрено искрени емоции и затоа мислам дека филмот е баш она што Тоше беше. Сепак, дали сите кои стојат зад проектот се подготвени да се соочат со пофалбите, но и критиките на огромната армија обожаватели на Тоше, бидејќи очекувањата се огромни? Апсолутно да. Се надевам дека режисерката е спремна и на негативни и на позитивни критики. Филмот како филм од продукцијски аспект е одлично склопен. Сега Тоше имаше Тоше се уште има огромен број на фанови кои се надевам дека поголемиот дел ќе дадат позитивни критики за филмот. На овие и други љубопитни прашања одговорот ќе стигне на 6 јуни, кога освен премиерна проекција на филмот за Тоше, ќе има и целовечерна програма. На 6 јуни започнуваме со крводарителска акција во чест на Тоше. Самиот тој настан на дарување на скапоценната крв ќе го носи и мотото "Биди хуман како Тоше", бидејќи знаеме колку Тоше беше хуман во неговиот живот. Крводарителската акција ќе се одвива во Дом на млади во период од 10 до 16 часот преку ден. Потоа следуваат мали проби со бендот за концертот. Во 19:30 е закажана премиерата на филмот Једини. Филмот трае час и 5 минути. Значи премиерата ќе заврши негде околу 20:30, 20:45, кога следува главниот настан на вечерта. Тоа е трибют концертот во чест на Тоше. Концертот ќе започне со увертира на настап на дечињата од Весело Штурче, кои во хор ќе испеат неколку рефрени од нашата музичка звезда Тоше. Веднаш потоа следува концертот. На концертот ќе настапи, можем да кажем, целата македонска естрада. 16, 17, веќе и 18 артисти се потврдени.
кои ќе ги пеат непознатите рефрени од Тоше. Концертот е предвидено да трае негде 2-2,5 часа и ги поканувам сите фанови, сите обожаватели, сите љубители на музиката на Тоше да бидат присутни на концертот, бидејќи тоа ќе биде една ноќ на емоции, ноќ посветена на Тоше и нешто што за прв пат се случува во Македонија, сите други негови колеги артисти да му одадат на почит преку еден концерт. Оваа вечер е во контекст на духот и карактерот на Тоше, па влезниците ќе бидат со символична сума од 300 денари, но и тие ќе бидат на крај насочени во хуманитарни цели. Сакам да напомнам дека дел од влезниците ќе бидат употребени, средствата од дел од влезниците ќе бидат употребени во реконструкција на улицата Тодор Проевски во Крушево, која од забот на времето има некои мали недостатоци, некои работи кои треба да се поправат и ние во договор со одговорните луѓе од спомен куќите на Тоше се договоривме да дел од влезниците, средствата од дел од влезниците се донираат токму за тоа. Тоше Проевски е роден на 25 јануари 1981 година во Крушево, а почина на 16 октомври 2007 година.